Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. За денеска спремивме едно убаво и големо изненадување за сите вас, поготово за сите оние љубители на уметноста, не било која, туку онаа современата уметност. Заедно со Супер Звездичките, денеска ќе го посетиме Музеот на современата уметност, кој што се наоѓа на Скопското кале. Затоа останете со нас, ова ќе биде интересна и возбудлива емисија во која што се надевам дека ќе уживате до самиот крај. Бидете тука, се враќаме во програма за неколку минути. Почитувани гледачи, добар ден и добро ни дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Како што веќе кажав во најавата, денеска ве водиме на едно многу убаво, интересно, прекрасно место. Денеска сме специјални и ексклузивни гости во Музеот на современата уметност. Веднашка до мене Виолета Савевска. Вики, здраво, добар ден, добро ни дојдовте во Супер Звезда. Како сте, Вики? Благодарам, одлично сум. Јас исто така би сакала да ви посакам добре дојде на вас и на вашата весела дружина која имавме денеска можност да запознаеме и да се дружиме со нив. Така, јас ви благодарам што ме примивте да видиме ваши специјални ексклузивни гости. Музеот е фасцинантен, убав, голем, интересен. Се надевам дека има многу што да откриеме за него. Има голема историја музеот, е еден од последните музеи, речи се единствен можеби да се нарече во светот, кој го носи епитетот Музеј на солидарноста. Инаку формиран е 1964 година, веднаш после катастрофалниот земјотрес во Скопје, и всушност поводот да се испраќа помош на Скопје од сите страни на светот по различен вид е и повод уметниците од целиот свет да испраќаат своји уметнички дела на градот Скопје и на Музеот на солидарноста. Така е роден, преку таа солидарноста која тргнува од земјотресот. Ние вообичаено и на нашите посетители сакаме да ја потенцираме солидарноста која се уште трае и до ден денешен уметниците од целиот свет, а особено и македонските уметници подаруваат своји уметнички дела, така што неговата колекција главно е формирана од подароци. Колку убаво и колку прекрасно, како и градот Скопје, како што никнал после земјотресот со солидарност и со дарувања, така и музеот. Така е. Инаку музеот кога почнал да екзистира во Скопје немал своја зграда. Како символ на солидарноста можеме да ја посочиме и оваа зграда, односно проектот за зградата е подарок од полската влада, а изградена е со средства од градот. Значи, се ова дише со солидарност во нашиот музеј и ние сме многу горди за делата кои што се наоѓаат во нашата колекција, која брои импозантна бројка на 5000. Така, да почнеме сега од почеток. Се наоѓате на најубавото место во градот Скопје. Уживате во најпрекрасниот поглед што човек може да го замисли. Да. Ние уживаме секојдневно во оваа гледка и се она што е убаво што можеме да го видиме во музеот, но сакам да кажам дека и посетителите без оглед на тоа дали се странци или домашни се секош воодушевени бидејќи од овде Скопје се гледа како на дланка. Може се да се види градот со неговата убавина. Неверојатен духовен мир има во ова место, дека кога ќе се дојде, нешто слично како во некој духовен храм човек да отишол, не само гледката и ова целиот овој мир и ова убавина која што имате одека, така да препорачувам почитувани гледачи сите вие кои не сте имале можност да дојдете или сте биле на тоа било одамна, што поскоро да направите уште една посета овдека за да видите за каква убавина станува збор. Вики, ајде сега да го почнеме, муабетот е вака за музеот настанува во 64-та година, така, и продолжува. Што се случува понатаму? Прво екзистирал во разни простори и многу влијал во ликовниот живот на македонската ликовна средина. 60-тите години биле многу раздвижени за македонската уметност воопшто, а особено за ликовната уметност. Меѓутоа, за среќа, 1970 година е веќе изградена оваа зграда, која се простира на 5300 метри квадратни. Голема зграда, многу. И изложбениот простор е околу 3300 метри. Можеме да прикажуваме голем број уметнички дела, дали се тоа слики, скулптури, графики, цртежи и се оно што уметниците го создаваат и што го подаруваат или повремено се откупува од нив.
Што се содржи овој музеј? Значи, што се имаме тука? Да. Значи имаме, реков, 3300 метри квадратни изложбени сали. Меѓутоа, има и киносала во која што многу често се врши проекција на филмови, дали се тоа филмови за уметници, дали е доигран филм или било какви со различна содржина документарни филмови. Потоа имаме едно огромно депо, каде што е трезорот наш, каде што се заштитени, каде што се чуваат уметничките дела. Во депото морам да кажам дека мора да има соодветна температура, соодветен воздушен притисок, влажност на воздухот, бидејќи тука се работи за различни материјали од кои се изработени сликите, дали или пак скулптурите, па ние сето тоа мораме да го зачуваме. Значи, начинот на чување мора да гарантира долговечност на уметничките дела, инаку завод на времето ќе ги изеде. Готов е. Меѓутоа, ако се случи такво нешто, што не е, тоа е вообичаено, нели, не само во сите музеи, имаме и конзерваторско-реставраторска работилница, одел, кој што се грижи, значи конзервира, односно ги заштитува да ни траат подолго, а доколку има некое оштетување, тие се уметници кои што нели го враќаат делото во првобитна состојба. Значи, луѓе од разни професии работат овде во музеот. Да, видете, главно кустосите се, бидејќи овој музеј на современата уметност, имаат завршено Институтот за историја на уметноста на При филозофскиот факултет, меѓутоа имаме ликовни уметници и од различни профили, се разбира, соодветно на работата која што ја извршуваат. Исто така морам да го потенцирам, сега не имаме многу закажувања. Морам да потенцирам дека имаме центар за документација, кој е најголем на Балкан, со податоци, со уметници кои што се имале изложби и во музеот, и воопшто секаде, дали се домашни или странски. И затоа многу често студенти, средношколци, магистранти, докторанти доаѓаат тука кај нас и црпат од досиејата на уметниците и си ја збогатуваат нели своето знаење и својот труд го збогатуваат со многобројни податоци. Токму како што денес, впрочем, се случи дека јас чекав во ходникот пред да ја снимаме емисијата, дојде група на студенти, млади студенти од странство кои што дојдоа, еве и веќе се на разгледување низ музеот. Да. Често пати се случува. И морам да кажам дека на вистина посетите од странските посетители се многу зачистени, бидејќи се имаат што да видат. Исто така, имаат сознајно дека во нашиот музеј се многија била многу познати уметници. Дейвид Хокни, Хенри Мур, Јера Лешински, Сер Шаршун. Што да ви кажам? Ама, нешто како што го чуваме за како сладко или јаготка на шлагот е глава на жена, Пабло Пикасо, која што уметникот ја подарил на градот Скопје и на Музеот на современата уметност 1965 година. А знаеме кој е Пикасо, децата што се помали допрва ќе научат, ние се трудиме да им кажеме дека тоа е уметник кој што бил прогласен за гений на векот 20, дека е уметник на 20-тиот век прогласен, а така не е мала работа што ние имаме негово уметничко дело. Со оглед на тоа што еве не гледаат дечиња, па го споменавме Пабло Пикасо и изборуваме за современата уметност. Јас ве прашав пред да почнеме со емисијата како ќе им објасниме на дечињата која уметност е современата уметност, на каков начин може да им доловиме. Еве сега со оглед на тоа што има разни музеи, имаме историски, етнолошки, археолошки, што е она што се чува во вашиот музеј? Значи, она што се чува во нашиот музеј се дела кои што уметниците ги создаваат во своето време. Значи, секоја уметност е современа во времето кога се создава. Иако ние имаме дела овде кои што се од голем временски распон, рековме нели дека музеот од 1964 година, значи поменале 53 години, но ние создаваме и ја збогатуваме нашата збирка и со дела кои што се тековни и кои што го сликуваат сегашното време. Значи, се трудиме да бидеме во чекор
со времето, односно да ги забележуваме уметниците, и домашни и странски, кои што се истакнуваат со својата работа, па ние овде ги презентираме, бидејќи имаме и голема збирка и на македонски уметници, почнувајќи од основоположниците на современото македонско сликарство, Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Ангел Кожуман, Диново Тодоровски, па ги следиме се до најновите генерации и се трудиме на различни начини да ги презентираме. Прекрасно, ова нека биде поведен дел во нашиот разговор, во оваа емисија. Почитувани гледачи, се враќаме во програма со мојот следен соговорник за неколку минути, а вие бидете тука. Почитувани гледачи, сега ми е специјална чест да го најавам директорот на Музеот на современата уметност, господинот Лазе Трипков. Лазе, добро дел во Супер Звезда. Добро ве најдов и драго ми е дека сте ни гости во музеот. Благодарам што ми возможивте денеска кај вас да снимаме една ваква убава и прекрасна емисија. Навистина уживам јас во целото ова денешно дружење, уживаат и дечињата. Уживате ли вие секојдневно овде во вашата работа? Апсолутно, да. Оваа институција е неверојатна и има страшно значење историско за Република Македонија и за градот Скопје, така да привилегија да се работи тука и да се диша овој воздух во оваа институција. Така, како е да се биде директор овде? Па зависи како ќе ги поставите работите, тоа е многу битно. Ако у старт начинот на кој што функционирате ви представува проблем, тогаш сите работи кои што ќе ви се случуваат ќе ви бидат понатака проблематични. Ја ова го доживам како втор дом. Навистина и од самиот почеток на моето работење тука во институцијата, секојдневно со љубов доаѓам на работа и си заминувам од работа практички како да сум одседал една тура дома и продолжувам после со дружење со фамилијата. Институцијата е навистина самите прилики кои што ги има, со самиот временски период и контекст во кој што сите ние нели живееме, битисуваме изминатиот период, е повеќе од потребна на сите нас како една фокална точка која што дефинитивно мора да ги зближи сите. Така ме вие како директор да кажете да научат дечињата и нивните родители, зошто е од големо значење дечињата да доаѓаат да го посетуваат овој музеј и тоа да го чинат уште од како мале? За жал, високото, односно образованието во Македонија е многу малку посветено на креативност, развивањето на креативност и поттикнувањето на креативноста. Изминатиот период и институциите кои што се бават со промоција на уметност и култура почнуваат да развиваат одредени сегменти, меѓутоа не е како интегрален дел од нивното образование. Ние, како институција, сакавме да го промениме малце повеќе концептот и да го направиме целодневна активност, да го пренесеме и да го преточиме нормалното функционирање на децата преку креативност и преку исполнување на тие некакви креативни активности. На тој начин се обидовме да смислиме повеќе сегменти кои што различно ќе влијаат како на зголемување на моториката на децата, така и нивното креативно издигнување. Тргнавме од најобични вежби, прости од колажирање, па после цртање, па работа со глина, па работевме на малце пософистицирани задачи како би можеле они да подготват некој концептуално дело и слично, за да ги согледаат сите сегменти буквално од најпростите и најбаналните, нели пештерскиот цртеж е прв приказ на слика, па се до денес кои се понатака и новите тенденции кои што они ќе треба да ги обработуваат. Мене ми е многу драго дека изминативе неколку месеци музеот е навистина препон со дечиња и она што ми е многу битно дека и родителите со големо задоволство ги носат тука и постојано прашуваат кога ќе биде следната активност. Така со тоа сметаме дека сме исполниле задачата и сме си дали уште една обврска плюс, тоа да го прошириме, да го зголемиме интензитетот на ангажманот на дечињата и нормално родителите, кои што ние полека ќе ги обликуваме и нормално ќе со желба дека еден ден дел од тие дечиња музеот ќе биде нивна попатна станица секогаш, а можеби некој од нив ќе почне да се бави и со уметност, што навистина нас не е многу битно. Знаете, ние ова што го правиме сега со малите дечиња е работа која што посветено мора да се одржува во одреден временски период за да резултатите стигнат после 10 или 15 години. И тоа е многу битно. За жал, многу можеби доцна се почна како
како начин или лајт мотив за работа, сигурно до сега ќе извадевме некоја нова генерација на уметници. Имате ли нешто да им порачате на сите оние дечиња кои што не гледаат денеска се мали, а еден ден сакаат и тежнеат кон тоа да станат големи уметници, па можеби некогаш нивните дела ќе ги красат зидовите токму на овој ваш музеј? Сакам да им посакам да работат интензивно, да веруваат во себе, слободното време да го користат за цртање, да ги слушаат родителите, меѓутоа исто така најмногу од се она што посакам, бидејќи јас сум родител, многу често и моите деца ме прашуваат: тато, дали е ова добро? Јас им кажувам дека Пикасо цел живот сакал да слика како дете, меѓутоа не успел. И последните зборови кои што ги кажал на смртна постела биле: зошто не научив да сликам како дете? Да веруваат максимум во себе. Имаме ние многу дечиња кои што се страшно многу креативни. Ако успееме од цела една генерација да успееме да извадиме двајца или тројца, тогаш ние навистина сме постигнале целта. И тоа е доволно. И ние како држава мораме да смислиме соодветни механизми што повеќе да биде креативниот пристап на образование да биде интегриран во главното образование, заради тоа што децата до 6 години нели се препуштени на родителите, од 6 години натака веќе влегуваат во еден систем на вредности кој што е многу ограничен. Не им ја дозволува слободата на изразување. Се бават со факти, се бават со историја, со не знам слични работи, а не го манифестираат тоа што го носат. За ова време, ова современо време сега во кое што живееме, имаме ли добри уметници во Македонија? Да, Македонија навистина од секојаш располагала со квалитетен уметнички потенцијал. Колку е тој искористен, тоа е веќе прашање, тоа е за други дебати сигурно. Меѓутоа ние секогаш сме отворени за соработка со сите. Уметниците може слободно да дојдат, да препорачаат идеја, да размислуваат, да предложат начин на соработка. Мораме навистина да ги собереме на куп практички, да ги видиме кои се сегментите и следната цел треба да ни биде определување на одредена долгорочна стратегија. Музеот на современа уметност од секој се грижал за најрелевантните уметници во Македонија и имало неколку различни пристапи и начини на функционирање. Едниот бил демократскиот, а другиот бил елитистичкиот принцип на работа. Поради сето тоа ние денеска имаме оваа состојба која што ја имаме. Следната наша фаза дефинитивно ќе треба да биде протресување на комплетната состојба на уметничката сцена во Македонија за да се извади најдобриот потенцијал. Оваа институција е единствената отскочна даска за Европа и за глобалната уметничка сцена. Ја верувам дека може со посветена работа да се постигнат добри резултати. И се разбира сите да бидеме горди заради тоа што културата е она што нас не прави најбогати и она што ни го дава карактерот практички и како нација, и како народ, и како држава, и како граѓанско општество, и тоа е нешто со кое што ние понатака се идентификуваме. Морам да ви кажам дека е прекрасен музеот, денеска имавме прекрасно дружење, дечињата си поминаа фантастично. Се надевам и вие истото го мислите и за нас, така да ви благодарам уште еднаш кај што не примивте да бидеме ваши гости и се надевам ќе се видиме повторно во некое наше следно дружење. Јас ви благодарам исто на вас што заеднички оваа иницијатива ја спроведовме. Се надевам дека оваа емисија ќе поттикне кај оние родители кои што се уште не се доволно сигурни што треба да прават и како да го користат слободното време со децата, дека ќе ги донесат тука во еден од нашите наредни работилници кои што ги планираме, ќе може сите заеднички да уживаме. Драго ми е што бевте тука и што ни го исполнивте денот со убави работи. Фала ви, Лазе. Почитувани гледачи, сега ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме тука во разговор со Вики. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Повторно мој соговорник е Вики, поточно Виолета Савевска, која што работи во Музеот на современа уметност веќе колку години? Јас работам 16 години, 17 веќе во Музеот на современата уметност и морам да кажам дека сум многу среќна што работам тука. Особено затоа што работам со деца. И сега тука следува и прашањето како е да се работи во еден музеј, дали уживате во вашата работа? Секако. Уживаме во нашата работа, бидејќи секогаш сме со одопир со убавото, со естетиката.
да речеме со љубовта, бидејќи уметниците преку своите дела изнесуваат и емоции. Истражуваме, ги чуваме, се грижиме за уметничките дела. Значи, навистина е прекрасно да се работи во еден ваков музеј и главна преокупација да е таква содржина. Освен тоа што дечињата имаат можност кога ќе дојдат да го видат и разгледаат музеот, ви имате организирано и специјални едукативни работилници за нив. Ќе може ли малку да поразговараме, а гледачите воедно ќе можат да видат во текот на оваа емисија како си поминаа дечињата со кои што денеска јас дојдов овдека. Ајде нешто повеќе да кажеме за едукативните работилници. Па да ви кажам, вистинско задоволство е реализирањето на едукативните работилници, бидејќи на современиот начин и приод кон уметноста се обидуваме најмала возраст на децата да им несеме љубов, интерес кон уметноста, воопшто, особено нели кон ликовната уметност. Во секое дете се крие нешто. Талент за било што. Меѓутоа, понекогаш кога ќе дојдат овде во нашите работилници, самите себе се изненадуваат дека можат нешто да направат толку убаво. Растеретени, убаво содружење и успеваат да го зачудувачки современата уметност не е лесна да се разбере од 5-годишно, 6-годишно дете, основно. Негде од средно училиште е веќе полесно да им се долови. Но ние, а не е само сувопарно неко објаснување и давање на информации, туку ние се обидуваме да разговараме со нив, да ги поттикнеме и тие пред се да почнат да размислуваат и да го анализираат делото, да биде тоа еден интерактивен однос. И работилниците практично ги организираме најнапред преку осмислени и долго планирани проекти, кои што ги реализираме во повеќе фази и кои што ги поднесуваме во Министерството за култура. Но, најчесто бидејќи има голем интерес за такви работилници, ние си правиме речиси секојдневно такви работилници. Доаѓаат дечиња, кога ќе ги посетат музеот, ние сме подготвени, спремни, бидејќи посетата се најавува и тогаш видовте и се како изгледаше сега, не можеш едноставно да ги оттргнеш од бојата, од четката, од изнесувањето на емоциите и на впечатоците кои што ги доживеале тука. Во контакт сте со основните училишта, ви се јавуваат од секаде? Редовно, значи целни групи како што ние ги нарекуваме програмски, нели ни се деца од прешколска возраст, основно училиште, средно, факултети, имаме целни групи возрастни за кои што исто така правиме работилници. Во контакт сме, најчесто проектите кога ги реализираме, ние одиме и во училишните средини и појаснуваме на децата што ги чека тука, што ќе видат. Па тоа доаѓаат тука, па ги гледаат изложбите, потоа правиме работилници кои што подолго траат, не е еднодневна, но тој проект редовно се одвива во повеќе фази. Една од нивните омилени, освен ова цртањето, е и организирање на изложба, бидејќи ние сакаме да им покажеме да се почувствуваат како вистински уметници кога сте тука. Како ќе се направат делата, ги изложувате како што кажавме? Ги врамуваме, исто како и секој дело од уметник. Ги изложуваме, им правиме изложба, каталог за изложбата, плакат и вие не знаете колку се воодушевени. Тој момент со нетрпение го очекуваат, бидејќи ќе си го видат во каталогот своето дело, ќе си го прочитаат своето име и ќе можат да им покажат и на своите другарчиња и на некој начин да ги поттикнат и тие да дојдат тука. Иако мали, вие ги правите вистински големи уметници, браво, секоја чест. Па ние обично така им се обраќаме, мали и големи луѓе. Бидејќи не учат тие само од нас. Многу често ние возрастните учиме и од децата. Значи, многу работи што одека ги видиме, тие толку и ќе ги видат, толку брзо ги усвојуваат. Толку брзо се привикнуваат на атмосферата, што навистина не воодушевува и навистина се големи мали луѓе. Музеот ваш никогаш не мирува, нонстоп е полно се луѓе, нонстоп нешто се прави, нешто се доработува, преправа. Еве да, во моментов сме во подготовка на една голема ретроспективна изложба на познатиот наш уметник
Петар Хаджибошков, кој ќе биде представен сега како графичар. Имаме изложби, имаме среќавања, средби, се случуваат предавања. Често пати ние каниме уметници во овие работилници. Имате и по време некои концерти, промоции? Концерти, промоции, уметници доаѓаат со децата, работат заедно, имаат можност да ја почувствуваат возбудата на создавање на уметничко дело, бидејќи уметникот твори пред нив, им дава и совети како тие да творат, значи постојано има нешто интересно. Ајде, тука сме и во библиотеката, која е воедно и едукативно катче, каде што има над 5000 наслови и каде што секој ден доаѓаат читатели да си прочитаат оно што ги интересира. Прекрасно организирано, направено на вистинско едно високо ниво, да сте ми живи и здрави. Јас за крај сакам да прашам, која е вашата порака до сите оние што не гледаат, не само дечињата, туку и нивните родители? Пораката е да ви кажам дека и да им порачам, да ги поздравам и да им порачам дека треба почесто да ги носат децата. Ако не доаѓаат од училиште, може да ги носат само иницијативно. Тука ние ќе ги пречекаме, ќе разговараме со нив, ќе им појасниме, ќе им кажеме, па можеме и веднаш да им овозможиме некоја работилница. Многу е важно децата од најмала возраст да ја разбудат во себе креативноста и љубовта кон убавото и кон уметноста. Затоа што мислам дека на тој начин, во текот на нивното изградување, израснуваат во вистински личности. Што не им фали ништо, бидејќи црпат информација од различни места. Да дадеме информација и кои денови е отворен музеот? Да, може. Значи, музеот е отворен секој ден, освен во понеделник, кога е неработен ден за сите музеи воопшто, да. Во сабота е до 5 и во сабота до 5, а во недела е до 13 часот. Значи може да го посетат музеот, ние тука имаме и убава музејска продавница каде што можат да си видат, да си набават каталози за изложбите кои што се организирани тука, но и многу сувенири кои што им останат во спомен дека го посетили музеот на современата уметност. Јас ви благодарам уште еднаш што ми овозможивте да бидам ваш денешен гостин и што успеавме да направиме една ваква убава и прекрасна емисија, која што не само јас и вие, туку и сите дечиња кои што беа денеска специјални гости ќе ја паметат. Ви благодарам за подароците што им ги дарувавте на дечињата кои што дојдоа денеска овде и се надевам дека ќе се видиме повторно многу наскоро во некоја нова прилика. И јас да ви се заблагодарам што дојдовте во нашиот музеј. Навистина е задоволство и ние сме благодарни што сте се сетиле да не посетите. Мислиме дека заслужуваме нели да бидеме презентирани, но навистина беше задоволство од денешната средба и еве до некоја идна средба да ви посакувам се најубаво и успехи натаму во овие прекрасни емисии што ги создавате. Благодарам, Вики. Фала ви. А почитувани гледачи, сега дојде моментот да одјавиме нашата денешна емисија. Новото издание на емисијата Супер Звезда е за 7 дена од сега. Ви благодариме што бевте со нас во ова наше денешно издание. Се гледаме наскоро, а до тогаш бидете весели, среќни, слушајте ги мама и тато и посетете го музеот на современата уметност. Чао, пријатно и до гледање. Чао.